ВМРО ДПМН со едно кривање на рака повтор пат го уби Стив Наумов, еден од најголемите македонски херои кој се жртвуваше на само 22 години за слободна и независна Македонија. Вака голем број припадници на опозицијската СДСМ, но и граѓани денеска коментираа на протестот на мостот кај Холидей Ин токму на улицата Стив Наумов. Истата со одлука на градското собрание сега се вика Тодор Александров. ВМРО ДПМН го заработи најсрамното место во поновата македонска историја. Тие подмолно сакаат да го избришат ликот и делото на Стив Наумов, а во исто време да го величаат крвникот на македонскиот народ Тодор Александров. Овој историски геноцид ќе остане црно петно на Груевски и неговите послушници. Фотографиите од Стив Наумов ги положија на, како што го нарекуваат, мостот со најскапа ограда, а на граѓаните им порачаа да не ги менуваат личните исправи, бидејќи никој нема право да го прекројува македонскиот идентитет. Ветија дека по неколку месеци, кога ќе ја превземат власта во главниот град, ќе ги вратат досегашните имиња на улиците. Граѓаните пак видно револтирани од симнувањето на името на големиот македонски херој. Го даде својот живот за нас, ние да живееме и ВМРО да живее под air condition, да се кријат под ладен воздух. И ние мораме да го на ваков начин, изреволтирани, да го браниме името на оваа улица. Стив Наумов и оваа улица постои од 1945 година. Тоа само оваа власт може тоа да го прави без разум, без размислување. Страшно нешто. Покрај улицата Стив Наумов и мостот Близнак ќе се именува по Тодор Александров, а уште 30 на улици добија нови имиња. Улицата Водњанска ќе се вика Мајка Тереза. Булеварот Војводина, веќе и на интернет пребарувањето на Google Maps, се наоѓа само под новото име Киро Глигоров. Седиштето на опозицијската СДСМ одсега наместо на Бихачка е на улицата Павел Шатев, а кафето Скопските шемаџи одсега ќе го пијат на Минта Трети. Иако на улицата Ленинова се уште стои таблата со старата номенклатура, вчера во градското собрание и покрај бојкотот на опозицијата, ова име беше пратено во историјата.